денешната пресконференција, сепак најпрво ќе ги кажам сервисните информации, односно колку пожари имаме, а потоа неколку општи начела кои што за мене се исклучително значени. Во текот на вчерашниот ден имавме повеќе од 30 пожари на отворен простор. Односно 35 пожари на отворен простор, вклучувајќи ги помалите. Како што знаете, ние ги сметаме и немалите пожари, бидејќи пожар голем во фудбалско игралиште, треба некој да го изгасне. Тоа значи дека треба да отиде едно возило со најмалку 20 пожарникари и да го изгаснат. Ако во една општина имаме такви мали пожари на неколку места, силите се рассепкани, верувам дека знаете дека по малите општини имаат по едва и десетина пожарникари кои што ги следуваат според закон. Во текот на денешниот ден досега имаме 12 пожари на отворен простор, но јас можам да ви кажам, во текот на денешниот ден имаме најмалку 25 пожари и во вашите вести после 17 часот оваа ќе биде релевантна информација, бидејќи за жал периодот помеѓу 12 и 16 часот за нас е катастрофален, односно се појавува голем број на пожари. Од нив, од овие 4 се изгаснати, 8 се активни. Најголем предизвик и понатаму представува пожарот во Мариовско, кој што се расшири и во Битолска страна, околу селото Орле. Имавме повици дека се шири кон едно друго село, бидејќи на дневна основа се среќавам со стотици села. Морам селото да го прочитам, село Мојно, за кое што добив информација дека е загрозено. Во текот на вчерашниот ден околу селото Мојно и Орле се работеше со булдозери, се направија противпожарни пресеки кои што не би требало да ги премине, но и доколку ги премине, тука се пожарникарите од Битола. Овој пожар во повеќе наврати го ставаме безмалку по целосна контрола и повторно се враќа. Во суштина излезе дека само го успоруваме, односно онаа вегетација која успеавме да ја спасиме, неколку часа потоа гореше. Теренот е многу специфичен, има густа, бар од сува трева, висока до половина, некаде и повисока, грмушки кои што се лесно запаливи и лесно горливи со силен пламен. Нашата цел е одбрана на селата и досега тоа успешно го правиме. Вториот пожар е во аторот на село Студеничани, се извинувам. Вториот пожар е на територијата на општина Студеничани, над село Моране, Вртекица и село Рамни Гавер, но веќе се качува кон Китка. На терен кај кој што гаснењето е безмалку невозможно. Во повеќе наврати врз овој пожар действувавме со тракторите и со полициски хеликоптер. Резултатите беа многу скромни, односно она што го спасивме изгоре неколку часа подоцна. Добро е тоа што цели дрвја не горат, освен ако некаде најдена некој особен бор, не е зафатена борова шума, генерално зборува за целиот пожар, постојат можности да имаме одредени помали парчиња со зимзелена шума. Овој пожар може да се забележи од Скопје, односно се гледа само чадот од овој пожар. Наредниот пожар, кој што е многу комплексен за гасење, на кој што вложивме многу енергија, исто така значително го намаливме, па пак ќе ни побегнеше, пак ќе го намаливме и со него играме како мачка и кушец, е пожарот на територијата на Македонски Брод во аторот на село Драгов Дол, но ова е високо над селото. Селото е веднаш покрај патот, асфалтираниот пат кој што води од Скопје преку ловишето Јасен кон Македонски Брод. Теренот е страшен, денес повторно го активирав модулот на ДЗС, кој што е составен од 30 доброволци и оперативци на дирекцијата, специјално обучени за работа на ваков терен. Пред неколку дена постигнаа значителен успех со поддршка на полициски хеликоптер кој што полнеше вода за таа намена дизајниран базен, монтажен базен. Наредниот пожар кој што изби денес е на територијата на општина Крушево, село Белушино и село Јакренево. Ниска вегетација и деградирана давова шума во овој момент не прави голема штета, но постои опасност да се прошири, затоа што е повторно на исклучително тежок терен. На територијата на општина Кичево пожар имаме во аторот на село Тајниште во местноста наречена Дарда. Високостеблеста букова шума. Од моето досегашно искуство буките не горат во пожар. Гори ниско по земја, гора пластот со лисја кои што се таложеле со години, гори тревната површина или трњата помеѓу нив, ако имаме некој почест пожар, буките генерално ги преживуваат ваквите пожари. На територијата на општина Велес повторно имаме пожар на во аторот на село Караслари, ниска вегетација, грмушки, трње, трева. Пред малку добив информација дека пожарот кој што изби на територијата на општина Липково во село Никуштак постои
опасност да влезе во БРО шума, во овој момент во борова шума се извинувам, гори ниска вегетација и друг тип на шума. Карактеристично е тоа што овде секоја година имаме безброј подметнати пожари на територијата на општина Липково, како по традиција криминалци подметнуваат пожари. Овие пожари не се случајни, особено во овој регион. На територијата на општина Куманово, кај село Кучкарево и село Градиште гори ниска вегетација. Ова е состојбата во овој момент, но апелирам до вас додека почнат вашите особено подоцнешни вести, состојбата може да биде драстично влошена и затоа следете ги последните информации од СУК. При тоа, да објаснам, бидејќи на секојдневно настануваат недоразбирања, ова пресконференција ја држам во ДЗС од практични причини, но во својство на раководител на главниот штаб за управување со кризи кој што се наоѓа во ЦУК. Значи, јас сум раководител на главниот штаб за управување со кризи и генерално координирам со штабот кој што координира со сите национални ресурси. И истовремено сум раководител на штабот за заштита и спасување, односно командант на штабот за заштита и спасување. Оттаму извира мојот легитимитет да правам пресконференција на ова ниво и за ова област. Почитувани граѓани, пожари имало и ќе има. Секоја следна година се повеќе и повеќе со уште поголеми полош, обем и динамика. За појавата на пожарите имаме три генерални причини. Првата е глобалното затоплување, кое што предизвикува значително повисоки температури. Следните денови пред нас предстојат уште повисоки температури, кое што предизвикува исушување на безбројните мали македонски потоци и реки, кои што денес безмалку и да ги нема. Намалување на количините на дождови. Оние дождови кои што врнеа во јуни, па делумно и во јули, ни направија мечки на услуга, односно дополнително ја порасна, тогаш се уште зелената трева. Сега тревата е сува, барот сува и дури кога би паднал дожд, тој само ќе ја намокри. Неколку часа подоцна тревата е повторно барот сува. Затоа овие краткотрајни дождови воопшто не ни помагат. Наредната генерална причина се празните села. Села во кои што не само што нема луѓе, нема ниту добиток. Тоа значи дека на некои места ние имаме десетици, па можеби и стотина куќи кои што во најголем дел се празни. Имаме села во кои што живеат максимум по десетина луѓе, односно десетина куќи. Останатите куќи се празни. Се случува во ваквите села да навлезе оган и да изгори куќа која што е напуштена пред 50-30 години или можеби е се уште функционална, но собствениците доаѓаат неколку пати во текот на годината и ја користат како викендица. При тоа се разбира дворот на куќата или на викендицата е препун со вегетација, вклучително и густа висока трева повеќе од 1 метар. А тоа е исто така рецепт за појава на пожар во самата куќа, односно викендица. Третиот генерален причинител се потполувачите. Ќе ги поделам генерално во три категории. Првата се ненамерни потполувачи кои што од небрежност, лекомислено сметајќи дека со своето поведение нема да предизвикат пожар, палат оган, прават скари во природен отворен простор, фрлат од пушоци од цигари и така натаму. Втората категорија се пожари кои што се намерно предизвикани од криминални мотиви. И вакви имаме многу често. Криминалните мотиви може да бидат за дополнително да се сече за поевтина цена изгорената шума, но многу често се среќаваме и со опожарување на претходно исечени дрвнати површини од украдени дрвја од шумската мафија. И трети се осветнички мотиви. На повеќе места сме сигурни дека ради освета се палат шуми, како што е случајот во Македонски Брод, каде што имаме лице во притвор, кое што откако после 8 дена или не знам колку дена беше пуштено, повторно најверојатно запали пожар. Барем такви се сомневањата. Се светат затоа што претходно шумската полиција, односно национални шуми, одзеле одредена количина на крадени дрва. Ние ова нема да го смениме. Сите овие мотиви ќе останат и понатаму. Благодарение на вас, ми думите, може да действуваме врз добрите граѓани кои што ненамерно предизвикуваат штета. Затоа снимивме неколку видеа, ве молам, расширете ги. Граѓаните не се свесни дека една искра е доволна за катастрофа. Но кога зборувам граѓаните, мислам на еден од 1000, а може би на еден од 10.000. Затоа што безмалку сите граѓани се исклучително педантни и внимателни. Но доволно еден несовесен граѓани на неколку илјади луѓе да направи катастрофа.
проблем кај пожарите е обезбедување на докази, дури тогаш кога имаме осумничени, тешко се обезбедуваат докази, бидејќи најчесто доказите горат заедно со пожарот. Превенцијата помага многу, но таа не е единствено решение. При справувањето со пожари, мојот фокус како раководител на главниот штаб е safety first, односно безбедноста на граѓаните на прво место. Да ги заштитиме човечките животи, потоа да го заштитиме имотот на луѓето. Најсигурен начин за заштита на преубавите, но полунапуштени македонски села, но и осамени објекти како што се разни цркви, манастири, викендици, пчеларници и така натаму, доколку околу нив се направат противпожарни пресеки широки по десетина метри во зависност од околната вегетација. Со години наназад го упатувам овој апел. Исчистете ги вашите дворови, исчистете околината на вашите викендици и куќи. Само така ќе бидете сигурни, доколку пожарот стигне до вашата куќа или викендица, дека нема да ја запали. Пред неколку дена изгоре голема штала, кај која што се запалија гредите, а висока е 4 метра. Зидовите не горат, значи некој дозволил да има вегетација која што развила пламен висок 4 метра. Понатаму, добар трактор или булдозер вреди повеќе од добар хеликоптер, затоа што хеликоптер имаме неколку, а трактор имаме и јадници, затоа што пилот имаме неколку, а трактористи имаме и јадници. Исто така и управувачи со други градежни машини како што е булдозер. Апелирам до сите представници на локалната власт, при појава на пожар на вашето подрачје, веднаш превентивно обезбедете ги селата, обезбедете ги осамените објекти, иако сметате дека пожарот е далеко. Но ова важи оному каде што нема пожар, бидејќи не знаете кога ќе се случи тоа. Ако не оваа година, ќе се случи наредната година. Најдете трактор, најдете булдозер и зорејте по нив. Така ќе ни помогнете нам. Ние во Мариовско ги трошиме ресурсите штитејќи 4 манастири, неколку пчеларници. Вчера спасивме возило кој што некој го оставил, го заклучил и побегнал. Работеа пожарникарите правејќи и контролиран пожар, внимателно потоа трошејќи ресурси истиот да го изгаснат, за кога ќе дојде огонот до возилото да му го спасиме возилото на човекот. Ние спасивме возило од неколку илјади евра, но направивме значително поголеми трошоци. Паниката е човечка особина, ги разбираме граѓаните, особено ноќно време кога ќе опогледнат од огонот, но таа е наш голем непријател. Но не е само светлината која што доаѓа од огнот. Тогаш кога огнот ќе се приближи до вас, тој пече, жеже, но има и многу чад која што луѓето ја вдишуват и прави дополнителна паника. Деновиве прочитав и одредени повици за доброволци. Да, ние прифаќаме да ни помогни доброволно локалното население. Луѓе од селото кои што ги знаат улиците, во селото ги знаат патчињата, ги знаат оддалечените куќи. Доброволци од други места можат само да направат беја. Немаат соодветна опрема, немаат соодветна обука и не знаат како да постапуваат и не се под команда. Доброволците кои што ги користиме ние се високо обучени со собствена заштитна униформа и делуваат организирано преку тимовите на дирекцијата. Тоа не се обични граѓани. Ако некаде се потребни дополнителни луѓе, владее страф или паника, зборувајте со првиот пожарникар, побарете да донесат дополнителни сили. Ако сметате дека пожарникарите не го слушаат вашиот апел, најдете начин, известете го главниот штаб, известете ме мене лично, ќе испратиме дополнително луѓе. На располагање имаме уште одредена бројка на доброволни пожарникари, имаме професионални пожарникари кои што во тој момент се слободни. Вчера побарав помош од скопските пожарникари, дојдоа многу брзо од ковадаречките и од неготиските пожарникари. Но исто така на располагање имаме припадниците на македонската армија и полиција, кои што во случај на тешка ситуација се подготвени да скокнат во помош. Понекогаш теренот ги диктира условите. Ние може да однесеме и 200 луѓе, но едноставно нема услови за работа. Нема каде да ги распоредиме и може да создадеме дополнителен проблем. Затоа можеби ако некому му изгледат малку, но оптимална бројка според проценките на главниот штаб, па и моја лична ако сум на терен. Тука би завршил, бидејќи гледам дека новинарите околу мене веќе се заморија, држејќи ги овие микрофони, Илија, да донесеш говорницата за утре, те молам. Пак имате да. Ова имаме.
ова пресконференција ја завршувам со покана до сите вас медиумите. Стоиме максимално отворени, повелете, дојдете на било кој пожар, дојдете, погледнете. Не се точни гласините дека изгореле многу куќи во селото, како беше идеја? Крушевица. Другото. Утекне ми за неколку минути. Чаниште. Во селото Чаниште се изгорени неколку, еве можеби десетина стари и напуштени куќи и постои можност една или две куќи кои што граѓаните ги користат како викендици. Јас ги повикувам да се обратат до локалната власт. Градоначалникот секој ден е на лице место, оние кои што сметаа дека претрпеле штета, локалната власт ќе им излезе во пресред. Воедно понекогаш може да наредиме превентивна евакуација, која што не треба да прави паника, по-безбедно е бидејќи генерално во ваквите села се останати многу возрастни луѓе. Да ги тргнеме на безбедно, тогаш кога опасноста целосно ќе помине, ќе ги вратиме во нивните куќи. Затоа што нова куќа може да се изгради, стара куќа може да се реобнови, но човечкиот живот не може да се врати. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Нема други поведени. Багеристот е обичен човек кој што го фатила паника, скокнал незгодно од багерот и ја повредил неговата нога. И тоа е човечка особина. Да бил малку повнимателен, немало да ја повреди ногата, но јас сум многу благодарен до нив, бидејќи вчера еден багерист и тројца трактористи слободно можам да кажам дека го спасија селото Крушевица. Се разбира дека овде имаше и 20 професионални пожарникари, 30 доброволни пожарникари, 6 до 7 пинсгауери на дирекцијата, со дел од нив дојдоа и пожарникарите од Кавадарци. При тоа граѓаните понекогаш се жала дека имало малку пожарникари. Сега за да излеземе во пресред на локалните жители, ние не треба 50 пожарникари да ги наставиме на едно место за тие да ги видат. Луѓето се распоредени, теренот е огромен. Вчера цел ден действувавме со полицијскиот хеликоптер и трите ер трактори на дирекцијата. За жал успехот беше скромен, бидејќи такви се условите. Мариово е страшно. Единствен начин да се справиме со овој пожар, а тоа сега успешно го направивме, е да го сопреме на некој поширок и поголем пат, или колски црн пат, или асфалтиран пат, каде што насекаде имаме распоредени сили. Ово е најголем пожар оваа година според неговиот обем, динамика и зафатено подрачје. Повелете. Доколку немате прашање, ви благодарам за покривањето на моето